Татјана Димовска-Атанасова е денеска со мене во новиот подкаст. Ке говориме за култура, ке говориме за книжевност и за убави теми кои што се однесуваат на книгата. Никако летото е обична асоциација на временски период од годината кога имаме повеќе слободно време и повеќе се чита. Мислам дека Арсламина тука има навистина широк спектар на понуди за самите читатели, па ајде да почнеме од тоа што би биле твоите книжевни препораки за почетокот, Тања, за читателите. Токму така, летниот период е период кога сме слободни, релаксирани, кога имаме повеќе време за себе и тоа е период на летно читање, односно кога и оние кои што помалку читаат, но и пасионираните читатели сакаат да си изберат нешто за себе, се едно дали се на одмор на плажа или па го користат својот одмор на некое друго место. Вообичаено најбарани се летните романси, значи тематски се определуваат. Тоа се романи кои што имаат по-лесни, по-забавни содржини, кои што не ги оптоваруваат читателите. Темите се речиси без исклучок љубовни, приказните најчесто се предвидливи, меѓутоа зачинети со многу драма, со примеси од други жанрови кои што ги прават овие читива да бидат повозбудливи, поинтересни. Во контекст на непредвидливоста тука ја нема толку како кај трилерите, меѓутоа се е легитимно, нели, таков е периодот, време кога ни треба малку и ментално да се растовариме, па овие приказни совршено им легнуваат на сите читатели кои што сакаат да прочитаат некоја летна романса. Годинава нашите фаворити се двата романа на кралицата на летните романси Карли Форчан. Ова лето ќе биде поинаку и едно златно лето. Секако одличен избор и моја лична препорака, веќе си дозволам да бидам малку субјективна. Срце љубовникот од Лили Кинг, тоа беше книга на годината според сите релевантни параметри. Исто така романса, но со еден вид на хибриден жанр, значи со примеси на семејна драма и така натаму, историска фикција. За љубителите на љубовните романси, исто така би ги препорачала Случајно Еми и Како да завршиш љубовна приказна. Тоа е некој топ 5 избор кој што би го препорачала на сите оние кои што го сакаат овој жанр, но не сите избираат романси за читање во летниот период. Имате тврдокорни трилерџи кои што читаат трилери независно од сезоната, дали е време за летно читање, дали е зимски период и така натаму. Така што неодамно од печат излегоа два фантастични трилера, Заплет и Дивиот мрачен брег. Дивиот мрачен брег заедно со Срце љубовникот беше во топ 3 најдобри книги за 2025 и многу сме горди што успеавме двата наслова да ги донесеме и преведеме на македонски. Би се задржала на овој вториот затоа што сметам дека е значаен поради тематската разновидност која што ја третира авторката Шарлот Меконахи. Значи, немаме класична трилерџиска приказна, иако кога ќе прочитате на задната корица дека действието се случува на еден изолиран остров, веднаш ќе добиете асоциација дека е тој патерн по кој што пишуваат во последно време авторите на трилери, дека тоа е локацијата, тоа е наративот и сега тука нема што многу да се додаде или одземе, но напротив, ова е сериозно комплексна книга на многу нивоа. Не само што се занимава со човечки судбини, со драмата на едно семејство кои што се единствени жители на овој осамен остров и кои што се грижат за банката на семења од растенија кои што се последни видови во светот. Туку еден ден на брегот од океанот односно на островот ќе најдат исфрлено женско тело, ќе ја спасат жената и сега тука се развиваат комплексни односи, се размотуваат клопчињата од минатото, причината зошто тука е таа, се развива жестока љубов помеѓу неа и таткото на овие 3 деца кои што престојуваат на островот и така натаму. Но она што би сакала да го нотирам тука е дека авторката се занимава со сериозни прашања, што се сме подготвени да направиме кога се наоѓаме во драматични околности, но исто така и што се случува со нашата планета и што можеме ние тука да направиме како поединци. Так, Тања, неизбежен е муабетот кога говориме за култура и кога говориме за книгите. Денеска живееме во едно пазарно општество каде што преференциите и вкусовите на читателите секако се земаат
имаат предвид, меѓутоа она што мене пријатно ми изненади како читател, како новинар кој што ја следи културната и книжевната сцена во Македонија, е што вие основавте еден читачки клуб кој што е составен од неколку десетици нели читатели и читателки од Македонија кои што имаат постојани редовни средби во книжарниците на литература МК низ Скопје и тука практично освен што се прави размена преку книги, се прави една убава размена на доживување, на искуства, на читателски препораки. Како изгледа таа одговорност? Претпоставам дека ти како уредник тоа ти е оној благородниот дел од твојата професија, каде што освен тоа што ги восприемаш како да кажам препораките и преференциите на самите читатели, воедно ги градиш и читателските навики. Како изгледа тој процес да се изгради од една табула раса читател, еден искусен и многу посветен, добар познавач на книжевната сцена во Македонија? Овој проект Офлайн бук клубот на Арсламина е нешто што ми е најголема гордост во мојата досегашна кариера после кампањата Читањето е супер моќ. Значи го правам со толкав кеф и задоволство, тоа е нешто неверојатно. Премногу сум вложена во тоа, со преголема страст и ентузијазам и енергијата што ми се возвраќа од членовите на читачкиот клуб е неверојатна. Целата приказна започна кога заедно со сестра ми која што е во маркетинг водите, меѓутоа во друга индустрија, разговаравме како да се споиме да направиме некоја интересна соработка во книжарницата литература.мк во Diamond. И оттаму тргна идејата дека би било убаво да го споиме искуството за пиење чај, бидејќи беше зимски период, со читањето книги. И направивме еден настан по урнакот на она што е тренд во светот, а тоа е во сите големи светски метрополи, но и во помалите градови, не само во Европа, туку и во Соединетите Американски држави, луѓе масовно формираат вакви клубови, во кои што со одредена динамика, нели, зависно од тоа како ќе се договорат, се гледаат на редовни средби, избираат книга на месецот или единствено само читаат, се исклучуваат комплетно, без присуство на никакви технологии, разговараат во живо, се едно дали за тоа што го читаат или можеби воспоставуваат некои нормални човечки релации, односно, се извинувам. Така што тоа станува се по-интензивен и по-масовен тренд до степен што овие собиранки се прават не само во кафе книжарници, не само во библиотеки или други културни институции, туку веќе се организираат и на отворено. Така што може да видите во Њујорк, во Амстердам и други градови каде што илјадници луѓе со својата омилена книга се легнати на некој тревник на некој стадион или пак во некој голем парк, по клупи, во пикник формација и така натаму. Значи тоа е тоа автентично искуство, човек да одвои време за себе, надвор од овие технологии кои што буквално ни ја јадат енергијата и ни го трошат квалитетното време што можеме многу попаметно да го искористиме. И кога ги разгледувавме тие примери, бевме воодушевени од идејата и рековме ајде да го направиме ова тука, кај нас прв пат. И го направивме настанот, беше од затворен круг, значи ни беа гости, соработници, инфлуенсери, новинари, читатели од претежно од Facebook, Instagram заедницата. И беа воодушевени од идејата, читачот ни беше модератор. И потоа јас забележав една група девојки со кои што ние имаме соработка, кои што се од Instagram заедницата, кои што разговараа по завршувањето на настанот и си ги споделуваа своите импресии. И ми дојде идеја да им пристапам и да им предложам да формираме Офлайн бук клуб, односно она што ние тогаш го симулиравме всушност, да заживе како официјален клуб на Арсламина. Тие беа воодушевени, веднаш ја прифатија идејата и благодарение на нивната креативност, ентузијазам и посветеност, бидејќи тие се моторот на на клубот. Јас сум таа што ја дава поддршката заедно со моите колешки од маркетинг клубот. Меѓутоа, еве 4 месеци подоцна со задоволство можам да констатирам дека веќе ближиме 40 членови, што е импресивна бројка. Просечната бројка на клубови локални по градов или по држава е 5-6 до 10 луѓе. Ние растеме од ден во ден. Претежно сме жени, девојки, имаме од сите генерации, но имаме и двајца машки членови, што многу ме радува и се надам дека ќе ги охрабрат и останатите. Во контекст на вашето прашање за одговорноста, повеќе задоволство. Мене ова во издаваштвото сега од оваа дистанца која сум ги поминала сите фази што може да се поминат,
не ми представува толкова одговорност, туку ми е еден вид рутина, но и нова возбуда. Јас сум човек што е приврзаник на доживотното учење, отворена сум секојдневно за нови искуства, постојано учам и тие интерперсонални релации ми се сериозно битни. И јас едва чекам еднаш месечно се собереме во Diamond во книжарницата литература, книгата што сме одбрале да ја дискутираме и не само тоа, се споделиме и наши лични приказни, читачки преференции, да си направиме кафе муабет, да се смееме, да плачеме заедно, но најважно од се да ги инспирираме и другите дека еве може и поинаку да се помине еднонеделно попладне, еден вид на дигитален детокс, свртување кон себе си, малку интроспекција, малце лично искуство, не само да се допишуваме, да се слушаме на телефон и така натаму. За мене личната конекција и личниот контакт е нешто што не може ништо да го замени. Так. Еден вид на враќање кон аналогното, од дигиталното, правиме сега чекор назад и навистина за тие 3-4 часа додека сме таму никој не посега по телефонот, не ни недостига тоа, уживаме и многу сум среќна што најмладиот член има 15 години. Ни беше вистинска инспирација на сите. Уживавме да ја слушаме како споделува впечатоци од прочитаните книги, што таа преферира да чита. Во контекст на одговорноста, јас сакав да ги растоварам членовите на клубот и се едно што изданијата што се читаат се Нар Сламина, што јас сум ги избрала, сум ги уредувала, буквално од почетокот до крајот на нивното издавање живеам со тие наслови. Им кажав дека може да ги оценат од 1 до 5, значи не треба да се снебиваат. Легитимно е некому нешто се допадне, некому не, и разговараме отворено. Значи нема непријатности, нема тензија, нема лоша атмосфера, се прифаќа сечие мислење и мислам дека сите од средба во средба растеме затоа што излегуваме таа наша комфорт зона да читаме само одреден жанр, затоа што не секогаш читаме исти жанр, може да читаме трилер, па романса, па историска фикција и така натаму, и гледам дека веќе тие стеги и тие граници кај читателите попуштаат и велат па и не е лошо еве наместо романси да пробам да прочитам нешто друго. Да. Многу интересна метафизичка вистина ми кажа и кога размислувам баш за улогата на книгата која што мислам дека во современото доба, како што спомна и дигиталната книга веќе представува еден дел на субститут на аналогната книга, на физичката книга. Многу размислував за тоа дека живеејќи во ова дигитално време, она што Бодрияр го вика симулакрум, живееме во микрокосмоси каде што се може да е релевантно и се може да е вистинито, меѓутоа во исто време и ништо не мора да биде вистинито. Она бинарната логика на вистина и лага јасно демаркирана, мене мислам дека само книгата може да ми ја даде, затоа што тоа е некоја дидактичка поука која што секоја книга ја остава како трага во процесот на учење и созревање, што мислам дека таа функција е незаменлива и покрај тоа што можеби вака идеалистички звучи, меѓутоа како читател кој што има искуство за улогата и примената на книгата, можам да кажам дека дигиталната книга, односно дигиталното време каде што информацијата се споделува без некое посуштинско знаење и семиотичка некоја вредност, или компетенции, ете така, мислам дека тоа е веќе незаменливо. Меѓутоа, она што нека ми простат другиве, она што сакам да го кажам кога зборуваме за уредниците во македонската книжевна сцена, прва асоциација си ми ти, можеби знам уште неколку уредници, меѓутоа кога зборуваме за уредништвото, ти си ми некако како да кажам, идеал тип на уредник, заради тоа што веднаш се препознава твојата референца, твојата елоквентност, историјатот на читање, значи се препознава дека работиш со книжевност и тоа е, мислам, очигледно. Како почна приказната со уредништвото? Како дојде ти на идеја дека ќе се занимаваш со можеби од оваа перспектива не толку популарна дејност, затоа што кога говориме за уредници, јас обично мислам на уредници во оние мејнстрим медиуми како што се класичните телевизија или радио, многу малце мислам дека популарно или помеѓу општата популација која ќе се спомне уредник, се мисли на уредник на книги. Сега, што е улогата на уредникот, колку ја сваќаш како значајна и која е таа разлика што ја прави при
присуството на уредникот во крајниот резултат, во крајниот изглед на книгата што ќе се понуди пред читателите. Тој процес малку да ни го објасниш. Понуди прилично филозофска перспектива на читањето. Јас искрено пред се како читател на книгите гледам како на приказни и гледам како на искуство. Не се држам толку ригидно до тие дихотомии дека мора да има некаков исход од приказната, дека тоа мора да биде добро или лошо, дека на крајот од приказната мора да има некаква поука, разрешници и така натаму. Напротив, според моите читателски преференции, колку авторот не ми ги преџвакува концептите, толку ми е поинтересен и повозбудлив. Колку некоја книга нема и баш логичен исход на крајот, или она што народски би се рекло останувате со куси ракави, мене толку ми е повозбудливо затоа што која е логата на читателската имагинација во тој случај и што сме научиле ние низ читањето, не мора се да ни е сервирано, нели? Исто така загатнувањето на комплексни теми, но не навивачки, во смисла дека ова е исправно, ова не е, туку едноставно загатнување и раскажување. Јас читањето го сваќам како искуство пред се, како приказна, но во крајна инстанца како емоција. Значи, тоа е исто како да платите скап билет за некое екзотично патување, па одите на сафари и очекувате премногу, а гледате, не знам, 2 крави и едно магаре. Значи, или испорачува приказната или не испорачува, сеедно за каков калибар на автор станува збор, сеедно колку е неговото искуство, знаење, начитаност, како котира во тие книжевни кругови, колку награди добил, колку милионски тиражи продал со претходните изданија и така натаму, едноставно или испорачува или не испорачува. За мене најголем лакмус се читателите. Ако некоја книга успее до толку да ви измести, за мене тоа е најблиску како кога ќе се затреската во некого, ме разбирате? Значи, ако книгата не ве остави намира, барем недела 2, ако ја прочитате и заборавите, не е тоа. Седно, ова од позиција на уредник не е баш популарно мислење, затоа што јас кога ги избирам книгите не тргнувам од своето собствено мислење, бидејќи во спротивност веројатно би пропаднала издавачката куќа. Морам да размислувам за читателските вкусови. Но не ме сваќате погрешно, не пропагирам елитизам во книжевноста. Сметам дека сечи избор и сечи вкус е легитимен и сум прилично лабава во однос на тоа. Но муабетов ми е дека квалитетот на приказната, колку таа ќе остане да живее во вас долго после прочитувањето, е тоа што ја прави релевантна. Ниту оние ревјус, ниту оценки, ниту тоа што е, не знам, префикси како од типот на бестселер на New York Times или најпродавани, најчитана на Amazon. Или резонира со читателите или не резонира. Во контекст на елитизмот сега, значи, кога велам дека прифатливи ми се сите читателски вкусови, јас кога ќе ми се обрати некој ќе ми каже, знаеш, ти читаш вакви книги, ама јас си сакам од оние лабави, да нема нешто многу драма, да полајт, да не ме замара, да не ми го гмечи умот, премногу сум оптоварена со, не знам, секој дневи и така натаму. Океј, ако ти врши работа, супер, битно е читаш, да. Дали ти помага полесно да заспиеш, дали ти помага да се справиш со некоја своја внатрешна ситуација, дали ти прави дефокус од реалноста која што може би во моментов нити е најоптимална. Се е окей, нема проблем. Значи, се што затоа постојат толку многу жанрови. Затоа секојдневно никнуваат и нови поджанрови. Затоа имате секакви комбинации на не знам, фантази со романса, не знам, трилер со семејна драма и така натаму. Значи, имате различни читателски. Ета така, да. Така што елитизмот е за, да речеме, оние автори кои што може би се малку претенциозни, може би малку арогантни, кои што веројатно повеќе сакаат, не генерализирам, да, има исклучоци секако, прекрасни исклучоци, но кои што со големи зборови, со висок стил, допираат до, да речеме, 4-5 луѓе кои што ќе им аплаудираат и ќе речат, вау, ова е супер, а никој друг тоа нема да го разбере. Сметам дека тоа не
не е целта на книжевноста. И се создава веројатно некоја езотерија која што не може да допре до мнозинството на читатели. Е сега тука сакав да направам мала дигресија, можеби не те оставив да одговориш на оној втор дел за твојата лична приказна со уредништвото, меѓутоа многу ме интересира кој е тој математички демократски сооднос на застапување на мислењето и валоризација на мислењето на самите читатели. Дали мнозинството читатели ако поминат таа книга, односно ако кажат дека таа книга е добра, дали тоа е референца доволна да се каже дека книгата успешно поминала помеѓу читателите? Мислам, каде е улогата, која е функцијата на читателот во избирање, односно определување на квалитетот на самото книжевно дело? Знаете како, во денешно време, во ера на социјални медиуми, на кои што со чија помош секој е релевантен, секој кој што има интернет дома сигнал, нели? Може да си каже мислење, да каже дали нешто е добро или не, макар и со нула компетенции. Исто и со читателите. Не знам дали сте прочитале, но веќе официјална книжевна критика речиси да не постои. Оно што порано кај нас го практикува неколку дневни вестници, каде што имаше човек задолжен да напише осврт за секоја ново издадена книга на македонски јазик, сеедно дали е преводна или од домашен автор. Имавме театарска критика, имавме, не знам, филмска критика и така натаму. Тоа денеска не функционира, затоа што трендовите ги диктираат социјалните мрежи. Bookstagram заедницата, BookTok заедницата, членовите на Goodreads, нели, заедницата, оние кои што, нели, оставаат ревјус на Амазон и така натаму. Доколку се направи, жаргонски хајп околу некоја книга, овие заедници, седно е за какви компетенции или некомпетенции станува збор, сепак тоа се читатели, меѓутоа не можеме ни да го мериме нивното ниво, нели? И ниво на читање и познавање на книжевноста, но доколку се направи бука или се крене прав околу некоја книга, тоа инстантно ја качува на листата на New York Times. Затоа дали се смееме некогаш ние во нашата фела, денеска правиме шеги, речиси да нема книга што не е бестселер на New York Times. Така што тоа се како некои пазарни трендови. Може одредена книга да има супер кјут, симпатични корици, а тотално банална содржина, ама ако тоа генерира продажба кај огромна група читатели кои што купуваат исклучиво базирано на нивниот визуелен впечаток, затоа што не знам, есенска романса па се случува некое мало место, па има мирис на цимет, па нешто украсено и така натаму, тоа е критериумот и тука не можеме ништо, но за среќа, мислам дека вистински квалитетните наслови сепак го наоѓаат патот до читателите и патот на оние листи, затоа што сепак има сериозни портали кои што и уредници на тие портали кои што се занимаваат со сериозна книжевност, да, пишуваат, упорни се, дали имаат свој профили или пак во рамките на нивното работно место, гласни се снимаат и така натаму. И од цел тој океан на наслови, тоа е милионска продукција на годишно ниво, успеваат да испливаат најдобрите и многу ми е кејф кога ние како издавачка куќа успеваме први да дојдеме до нив, да ги преведеме на македонски, тоа задоволство да им го пружиме на македонските читатели. Инаку се друго си е легитимно, живееме во ера на технолошка врева, значи какофонија од гласови во секој сегмент. И сега треба сериозно човек да се стиши, сериозно да работи на себе, да го изгради свој читателски вкус и да биде преберлив, значи да има критериум. А не се што му се сервира само затоа што е тренд или затоа што некој кажал дека е добра, туку точно да знае што му треба, а тоа што му треба зависи некојаш од животната фаза. Јас некогаш сакам да прочитам нешто полабаво или да изгледам некој лабав филм, иако во кој што младите ќе се кердусаат, на пример. Да. Пак доаѓаме на оној заклучок дека индивидуалниот интегритет многу влијае врз тоа какви ќе бидат и нашите читателски вкусови и навики на крајот од краивите, и многу е вистината она реченица дека за вкусови не се дискутира, затоа што толку се субјективни и поединечни да на крај не можеме да најдеме некоја заедничка вредност. Ајде да те запознаеме тебе малку повеќе. Како почна, од каде амбицијата воопшто да станеш уредник во книжевност? Дали тоа беше малото девојче кој што беше љубопитно и читаше постојано, па дојде на идејата ги засака така книгите, па поради тоа сакаш и да ги уредуваш, или сосема случајно? Каква беше твојата приказна? Верувам дека не е случајна, меѓутоа ајде да го видиме развојот. Воопшто, не се создава случајно читател. Така. Тоа бара сериозно вложување од најмала возраст, посветеност пред се на родителите, но и на
луѓето кои што се во образовниот процес. Значи некој треба да препознае дека вие го имате тоа во себе, талент за пишување, дека читате, да препознае дека поинаку се изразувате и така натаму. И со таа поддршка од дома, од училиште и така натаму, и со континуитет, и со мотивација, и пред се со давање личен пример, се одржуваат читачките навики, тоа станува еден вид начин на живот. Во мојата приказна главниот виновник за тоа што пред се станав пасиониран читател, ама кога зборувам за пасиониран на граница на фанатик, има мојот татко кој што и самиот е писател. Значи ме описмени на многу рана возраст, на неполни 5 години, и во тоа време бев најмладиот член на библиотеката другарче. Имавме некој период од 2 недели за читање, ако ми земе 2-3 книги, имам 2 недели да ги прочитам. Верувајте ми дека се враќаше по 2-3 пати, затоа што јас веќе ги читав книгите и бев жедна за нови. И тоа така траеше со години. Значи, описмената почнав како прваче, знам дека ми првите 2-3 години беа максимално здодевни во училиште, затоа што веќе имав прилично прочитани книги, не се мачев со читањето, не се мачев со вербализирање, раскажување, со пишувањето што помалку и така натаму. Потоа низ годините се зашли во литературната секција во моето училиште, па станав председател, па бев редовна на сите овие читање патронати по градов. Имав така како мини турнеи со тогашните етаблирани писатели, нели тие читаа нивни песни, ние читавме наши. И така тоа беа баш убави и незаборавни искуства, па конкурси литературни, па награди. Тоа е некој логичен след на работите. И кога беше време се решам што ќе учам средно, се мислев помеѓу уметничко, бидејќи многу бев пасионирани во врска со цртањето и со сликарството, подеднакво ми се чини дека ми одеа добро, ма сепак се решив за гимназија. Имав среќа да имам фантастични професорки во средно кои што уште повеќе ми ја зацврстија одлуката дека јас ова ќе се занимавам еден ден во животот, и многу логично се запишав на катедрата за општа и компаративна, односно светска книжевност на филолошкиот факултет. Буквално ми се чини дека го протрчав факултетот со таква леснотија, со таков ентузијазам, со таква страст. И кога размислував за вработување, јас не сум човек што има агенда однапред, никогаш не ги планира работите. Импулсивна сум по природа, отворена сум за нови искуства, сакам непредвидливи работи, спонтана сум, си го оставам животот да си тече по својот тек, не ги планирам работите, не калкулирам, не го правам тоа ни во пријателството, ни во љубовта, ниту во семејството, ниту пак со книжевноста. Сметам дека во се човек треба да биде искрен и автентичен и органски да му доаѓаат работите. Сосем случајно заврши факултет, претходно работев извесен период како новинар во неделниците Старт и Фокус, па еден период предавав македонски на странци и така немав некоја идеја што како знаев дека сакам да биде книжевност, имаше оглас за уредник во една издавачка куќа. Татко ми ги однесе документите затоа што немав желба, некако имав некоја се слика дека па што знам, не знам, восписание за деца. Како ќе се стимнам се на тоа ниво, уште бев, се извинувам, уште бев во тие високи академски филмови, да. Оттаму тргна целата работа и потоа од уредник на списание, уредник на книги, на буквално од сите жанрови, за сите возрасти, од изданија за деца до сликовници, до учебници, до романи, до стручна литература, буквално нема што не сум уредувала во животот. И потоа открив нова страст дека многу ме привлекува маркетингот, ама во издаваштвото. Да, имав предизвик да донесам автори од регионот тука за прв пат. И многу ми е драго што со сите автори со кои што сум соработувала изминативе 20 и кусу години ми се лични пријатели. Значи, буквално се слушаме и неформално и се гледаме и така натаму. И потоа, да речеме, неколку години се занимавав со маркетинг, бев маркетинг менаџер во издавачката куќа во која што работев. Исто така го покривав и делот односи со јавност. Интензивно присутна на медиуми со години. И потоа кога ми дојде веќе отпојке од тоа се ми ја зеде комплетно целата енергија, затоа што јас сум човек кој што не знае да се штеди. Буквално во сите сегменти на животот, не само во врска со професијата, таква сум и како мајка, и како сопруга, и како пријателка, и како ќерка, и сестра и така натаму. Така што тоа си го зеда малку данокот и затоа што не сум кариерист по природа, не патам од тоа да бидам релевантна, препознаена и така натаму, туку сакам луѓето да ме препознаваат по мојата искреност, по мојата пресретливост, сакам да им бидам инспирација на луѓето, доста мала трага кај нив,
макар и незначајна, да им бидам ветер во грбот на вторите, мене тоа ми дава возбуда. Што би рекол Дерида, присутно одсутно. И кога те нема, да читателите да препознаат дека ти си ја уредувала книгата. Многу едноставно. Значи, јас сум емоција во движење и тие што ја препознаваат супер, тие што не, нека се здрави живи, не можете на сите да им се допадне, и тоа е во ред. Да, просто е неверојатно со колкава страст и љубов говориш за твојата професија и мислам дека тоа е инспиративниот дел кој што гледачите и младите, односно нашата таргет публика е повеќе млади луѓе, мислам дека ја препознава таа љубов и таа страст и навистина си инспиративна како лична приказна, затоа и сакав да ја донесам за младите слушатели и гледачи на овој подкаст да едноставно видат колку е успехот, да речам, секундарен во однос на љубовта. Примарна е љубовта кон професијата, а секундарно и успехот ќе се дојде. Во интерес на времето, еве, да завршиме со еден краток заклучок, можеби некоја аксиолошка порака да пренесеме до гледачите, зошто е важно денеска да се чита. Јас ќе споделам една можеби лична, малку повеќе интимна приказна. Јас сум почнала да читам, јас сум од оној случаен читач. Не ме интересирале многу книги во животот, книжевност, повеќе ме интересирале некои други работи, повеќе ме интересирала филозофија отколку книжевност, меѓутоа сум сфатила дека филозофијата не може баш да ми ги даде сите одговори што може личната приказна која што има ликови, персонификација и така натаму, и сум почнала да читам баш заради тоа што сум имала некои внатрешни дилеми, па читањето и книгата ми доаѓале како терапија. Не знам колку е тоа репрезентативно по примерок во однос на другите читатели и кои се мотивите кај другите читатели да читаат, меѓутоа еве ти како уредник и како некој што е секој ден со книги, дади ни некоја препорака, некоја поука, која е функцијата, улогата на книгата и зошто е важно да се чита? Важно е да се чита од многу причини. Ако се навратиме на малите читатели, оние кои што почнуваат прво да слушаат, па потоа и самите да се описменуваат и да читаат, ја развива фантазијата. Им помага да се избалансираат на психоемоционално ниво, им помага да имаат подобар сон, им помага подобро да си ги артикулираат мислите, чувствата, подобро да вербализираат, да комуницираат, им помага да се идентификуваат со разни ликови, разни херои во различни контексти и да кажат, еве во ова не сум сам, еве има и некое друго дете што можеби се плаши, е тажно или е срекно, нели? Во однос на тој рам психоемоционален развој. Книгите се и бегство. Седно дали читателот е дете или возрасен. Бегство од оваа врева во која што особено е сега потенцирана. Ние кога бевме мали имавме многу спокојно детство, бевме на улица. Меѓутоа овие деца се за жалење, овие генерации кои што целата енергија и целиот интелектуален капацитет и потенцијал им е им ги влечат социјалните мрежи и телефоните, буквално не размислувајќи, не бидувајќи присутни за некое автентично искуство, а особено пак не за книги кои што бараат сериозен фокус и одвојување на време. Читањето е тоа што ни отвара нови хоризонти, ни помага да се разбереме подобро себе си и другите. Читањето е тоа што на крајот од денот не демонтира во одредени ситуации во животот. Значи не мора да биде вака, значи можело и онака. И на крајот од денот некој седнал и од ништо направил приказна. И ако успее да ве вовлече и да поминете фантастични 2-3 часа, неколку дена вовлечени во таа приказна, дали е фантазија, дали е семејна драма или трилер или хорор, ако ви предизвика страв, возбуда, или ако ви затрепери срцето затоа што не знам, некои двајца во некоја приказна можеби имале некоја силна љубов која што потоа не се остварила и така натаму, што и да е, тоа се навистина, тоа е навистина време кое што е само за вас, кое што ќе ве мотивира и ќе ве потикне поинаку да размислувате за работите, можеби ќе ви даде идеја што вие да направите следно, едноставно на многу квалитетен начин ќе придонесе она малку време што успевате да го крадете за себе, да го поминете многу попаметно од она што вообичаено го правиме сите. Има наука која што се занимава со придобивките од читањето. Има една гранка која што се нарекува библиотерапија. Пишувано е на оваа тема многу. А меѓутоа и на крајот да биде само заради приказните, мислам дека е сосема доволна
и заради емоциите, сосема доволна инспирација се посегна по книга. Еве јас да споделам зашто јас читам, ти многу во спомна дека читањето понекогаш значи и расчистување со некои опашки од традиционалните концепти кои што се тука да ни прават регрес во нашиот развој. За мене читањето има една друга димензија, еве кантовски речено, јас не сум фан на она емпиристичка теорија дека се раѓаме како табула раса и се учиме од почеток во животот. Мислам дека се раѓаме со некои трансцендентални вистини. Абсолютно. И во текот на животот само ги потврдуваме и понекогаш е важно да останеме доследни на себе, односно на она примордијалното кој што го имаме во себе, особено ако зборуваме за етичките принципи и норми. И тоа е, според мене, читањето е некој вид на потврда, односно како вели Платон, тоа е сеќавање на светот на идеите од каде што е потеклото, односно оригиналот, еве вака пофилозофски да се изразам. Баш така убаво го кажавте. Многу моќен за мене разговор. Мислам, ова е прекрасно искуство. Јас навистина ти благодарам за приликата да разговарам со тебе неколку пати од толку моќна емоција, дури ми се насолзија очите. Баш ми е драго. Ти благодарам за ова искуство. Те очекувам повторно во студиото да разговараме кога ќе има Арслами на нешто ново или евентуално кога ќе ни се родат некои нови филозофски возбуди за книжевноста, па ќе сакаш да ги продискутираме, секогаш си добре дојдена во моето студио. Ти благодарам што еве со тоа што го правиш, придонесуваш нашата професија која што е во сенка. Ние сме заднинските играчи, односно мостот помеѓу авторите и читателите, оние кои што не сакаат да го сменат гласот на авторот, туку само да го исполираат и да понудат поуникатно читачко искуство, како некој кој што нели е врска помеѓу овие два чинители во тој процес на изнесување, односно излевање на душата на хартија и на оној кој што тоа ќе го восприеми. Тоа што сме во сенка не направи помалку вредни од другите професии, да не ме свати некој погрешно, затоа што јас звучам прилично ентузијастички и полетно и страстно кога зборувам за мојата професија, затоа што за мене книгите не се професија, тие се живот, значи буквално имаат синонимно значење. Ова е исклучително одговорна и тешка професија. Значи бара многу знаење, многу вложување во себе, многу внимание, имање мерка до каде, како и што, и огромна одговорност и кон авторите, но и кон читателите. Така што мислам дека треба повеќе да се зборува за нашата професија, да инспирираме и други млади луѓе. Не мора да станат уредници, доволно е да ги одржиме нивните читачки навики. Ти благодарам уште. Благодарам, ми беше задоволство, прекрасен разговор.